Почитувани градоначалници на Берово и Пекчево, представници на Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство, Министерство за економија, почитувани представници на Швајцарската агенција за развој и соработка, представници на Фармахем, програмата за чување на природата, почитувани представници на невладини организации, приватен сектор, граѓани од Берово и Пекчево, добре дојдовте на јавната расправа по нацрт одлуката за прогласување на дел од Малешево за заштитен предел. Моето име е Александар Караев и ми представува големо задоволство што денеска ќе го модерирам овој настан и кој што ќе трае до околу 1,5 часот. Значи покрај првите воведни обраќања и кратките презентации, ќе имаме време за дискусија која што ќе трае 1 сат и 15 минути, отприлика, и се предвидува затварање на јавната расправа некаде околу 1 часот и 30 минути. Познатиот филозоф Шопенхауер изградил една теорија за така наречена за дилемата на ежовите. Кога е студено, надвор ежовите се стуткуваат заедно за да се стоплат. Меѓутоа, ако се приближат премногу, почнуваат да се повредуваат, да се боцкаат. И затоа мора да најдат идеално растојание, кое што ќе им овозможи да избегнат повреди. Слична дилема да имаме и ние денеска, затоа што од една страна, по дефиниција, една јавна расправа треба да подразбира вклученост на граѓаните, една соработка, едно зближување, а од друга страна, поради познатата ситуација со пандемијата COVID-19, мораме да внимаваме и да држиме дистанца. Затоа, ова е денеска ќе биде јавната расправа организирана преку еден хибриден модел, каде што ќе користиме Zoom платформата. Мене ми е многу криво што не сум таму во Берово или Пекчево. Значи, ќе користиме Zoom платформата, имаме преку 30 учесници и исто така преку видео BIM ќе имаме директна презентација во општините Берово и Пекчево. Значи, бидејќи ова е прв пат да се организира на ваков начин оваа јавна расправа, јас сега ќе се обидам да ви споделам правила кои денеска ќе ни помогнат за поефикасно да ја спроведеме јавната расправа. Еве ги на екранот, се надевам дека се гледаат. Значи, правила кои јас ќе ви ги прочитам со нагласување на некои кои ќе треба да ги следиме. Значи, јас сум модератор, вашите микрофони се исклучени и ќе може да зборува само оној кој што се јавил за збор. Реков, ја користиме платформата Zoom, има физичко присуство во Берово и Пекчево. Редоследот на поставување и одговарање на прашањата ќе биде, значи, прво одиме Zoom, електронски, потоа локација Берово, па локација Пекчево. Значи, мораме да се координираме за да не настане хаос. За да се вклучите во дискусијата, ќе ве молам да преку онлайн да побарате збор со притискање на копчето Raise Hand или подигни рака, каде што јас ќе ве евидентирам и ќе добиете збор. Пред да зборувате, ќе биде потребно да го вклучите вашиот микрофон и камера и да се представите, име и презиме, од која институција доаѓате. За да се вклучите во дискусија директно од Берово и Пекчево, најавете го вашето барање за збор кај одговорните лица кои што се таму. Цветан Николовски во Берово и Јасминка Пашалиска Андоровска во Пекчево. Сите ги знаете, они ќе бидат таму и они ќе бидат ко-модератори на некој начин на овој настан. Исто така, ќе можете да се вклучувате преку чет боксот, значи во Zoom. Значи, своето прашање во чет ќе може да го поставите и ќе биде земено во предвид, значи нема да биде заборавено. Секој, како и на секоја ваков настан сличен, секој си има право на свое мислење, коментар, став или прашање, кое што, значи, нема став или мислење кои нема да бидат земени во предвид. Нема тука лоши мислења, лоши коментари, колку и ние да не се согласуваме со нив. Ова е многу важно. Ќе ве замолам, значи, за време на дискусијата да ги ограничиме нашите разговори најмногу до 3 минути. Значи, да бидеме концизни во образложување на своето мислење, давање на коментар, за да можеме да им оставиме простор на сите, затоа што ќе се сложиме сите, малку е потешко да се држи концентрација кога е некој електронски. Затоа да бидеме кратки, јасни, концизни.
Ова мислам дека дури не треба да се потенцира затоа што го знаеме, но сепак. Говор на омраза, лични навреди, политичка пропаганда да не користиме, затоа е добро барем што имаме она копчето мјут и одма таков говор ќе биде прекинат. Јавната расправа се снима. Значи, и доколку не успеете да дадете ваше мислење или имате дополнително мислење, кое што можеби на кое што не сте се сетиле во моментот, можете најдосна во рокот 10 дена од одржување на оваа јавна расправа, најкасно 12 септември, да ги испратите на мејлот кој што е доле info.eco moepp.gov.mk. Уште една препорака, инструкција која што јас би ја додал на се ова. Бидејќи се работи за технологија, бидејќи се работи за еден специфичен случај, да се наоружаме сите со трпение, со толеранција, и ако нешто се случи, значи да имаме трпение дека тоа ќе се надмине. Значи јас сега би повикал представничката од Министерството за животна средина и просторно планирање, државниот секретар, госпоѓа Каја Шукова, да ви се обрати со едно воведно обраќање. Добро, ја сам во ред. Добар ден на сите. Прво морам да ви кажам дека имаме одлично организирана јавна расправа, иако нели имавме двојба во тоа како ќе успееме да организираме во живо и онлайн, меѓутоа очигледно системот функционира. Благодарност во мое име и во име на Министерството за тоа. Јас нели по протокол морам да ви се обратам, морам да дадам некои елементи како стигнавме до ова денес и како ќе продолжиме понатаму. Прво ќе ја искористам оваа можност да изразам благодарноста до оние кои што го поддржаа овој процес, значи до амбасадата на Швајцарија и Швајцарската агенција за развој и соработка, кои што во изминатиот временски период даваат континуирана поддршка на активностите за валоризација на природното наследство, управување со заштитените подрачја, екосистемските услуги, Натура 2000 и промоција на природата во рамки на програмата за зачување на природа. Министерството спроведува активности за валоризација или ревалоризација на заштитените подрачја и прогласување на заштитени подрачја во согласно со Законот за заштита на природа, но секако и согласно Националната стратегија за заштита на природата со акционен план и Националната стратегија за биолошка разновидност. Во овој момент би сакала да истакнам дека како придонес во имплементација на националното законодавство на предлог на Министерството, Владата донесе одлука за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категорија 5 заштитен предел и одлука за прогласување на дел од планината Водо за заштитено подрачје во категорија 5 заштитен предел. Исто така, Владата го усвои, а собранието го донесе Законот за прогласување на дел од Шар планина за национален парк. Сакаме да кажеме дека покрај овој процес направен е значителен прогрес и надминат е предвидениот процент на заштитени подрачја од 11,5% од територијата на нашата држава, кој беше утврден во секторската студија за заштита на природното наследство, која што беше направена за потребите на просторниот план на државата. Што значи, системот на заштитени подрачја моментално вклучува 81 подрачја, кои опфаќаат површина од околу 13,47% од територијата на нашата држава. Почитувани, би сакала да истакнам дека Министерството преку програмата за чување на природа во соработка со нашите партнери Фармахин, Македонското еколошко друштво, спроведува тековни активности, сега се префрлуваме нели на она за кое што сме денеска тука, и за прогласување и воспоставување на Малешево како второ заштитено подрачје во источно-планскиот регион. Она што сакаме да го потенцираме дека е во интерес на секоја земја заради социоекономскиот развој да се прогласуваат повеќе заштитени подрачја, бидејќи во светот е докажано дека економската моќ на земјите е многу поголема, доколку заштитените подрачја се користат рационално и пред се одржливо. Соодветното користење на екосистемските услуги што ги пружаат заштитените подрачја исто така се големо значење за локалното население и за локалната економија. Концептот на заштитени подрачја, нивното соодветно управување и развој на плаќањето на екосистемските услуги се важни за воспоставување на модел за одржливо користење на природните ресурси, но и одржување на екосистемите.
А сите сме свесни и знаеме дека Малишевскиот регион особено изобилува со природни убавини, биодиверзитет и геодиверзитет. Она што е битно за процесот дека во 21 година МЕТ изготви студија за валоризација на природните вредности на Малешевските планини и Влајна со предлог за формирање на заштитен предел Малешево во согласно со Законот за природа, а од страна на општините Берово и Пехчево изражена е желба и посветено за заштита на Малешево, што особено ја поздравуваме, што резултираше со доставување на иницијатива и наведената студија до Министерството со цел спроведување на постапка за прогласување на делот Малешево за заштитено подрачје. Потоа, врз основа на студијата и иницијативата, Министерството отпочна постапка за прогласување на Малешево за заштитено подрачје со информација за влада, по прифаќање на информација на влада соодветно со одлука, по прифаќање на одлуката од страна на владата, согласно Законот за заштита на природа, Министерството во соработка со сите наши партнери кои веќе ги споменав ја одржува оваа јавна расправа. Истата се одржува со цел да можете да ги дадете вашите сугестии, препораки и забелешки по однос на предлогот за прогласување на Малешево за заштитено подрачје. Се надевам секако на поддршка од страна на сите засегнати страни, особено на локалните чинители во процесот на прогласување на Малешево за заштитено подрачје, што секако знаеме сите е во интерес на луѓето, но и секако пред се во интерес на заштита на природата. Воедно сакам на кратко само да ве информирам дека Министерството со партнерите, заедно и со Македонското еколошко друштво, Јавното претпријатие Национални шуми, општините Берово и Пекчево спроведува кампања за прогласување на Малешево заштитен предмет и целта на оваа кампања е да се информира и запознае јавноста за тоа што представува заштитено подрачје, како може да се зачуваат природните вредности и воедно да се обезбедат економски придобивки од заштитените подрачја. Уште еднаш ве повикувам на заедничка соработка и се радувам што денеска сме тука во Пехчево и во Берово соодветно и секако сите вие кои што сте приклучени на онлайн јавната расправа, очекуваме сериозни коментари и забелешки на кои што секако за кои што сериозно ќе дискутираме, се во цел да го заштитиме Малешево, односно да конечно имаме ново заштитено подрачје во источниот регион. Ви благодарам. Благодарам, госпоѓа Шукова, на воведното обраќање. Спомнавте дека целиот процес се одвива со висока вклученост на засегнатите страни, а јас со задоволство морам да констатирам дека гледам дека веќе имаме 37 учесници кои што се пријавени електронски онлайн, плюс оние кои што се директно на лице место во општина и во Берово, така што ги имаме сите услови за една добра продуктивна јавна расправа. Сега го повикувам домакинот од општина Берово, градоначалникот на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да ви се обрати. Почитувани представници на Министерството за животна средина, почитувани представници на Јавното претпријатие Национални шуми, Швајцарската агенција за развој соработка, програмата за зачување на природата, Фармахем, МЕТ. Драго ми е што овој комбиниран модел на одржување на јавната расправа денес успешно функционира, на задоволство на сите, користејќи ги протоколите од COVID-19. Сакам да истакнам дека очекувам оваа јавна расправа да биде продуктивна, да донесе сериозни заклучоци или одредени предлози кои ќе бидат вметнати во конечниот предлог и секако особено сакам да истакнам важноста и силниот ангажман на сите вклучени страни до овој момент околу можноста и напорот кој беше направен од нивна страна за да дел од Малешевото се прогласи заштитено подрачје, кој што ќе овозможи секако контролирана експлоатација на шумите, развој на локалната економија и секако можност за посилен развој на туризмот во Берово и Пехчево. Така да би сакал сите да ги поздравам, им посакам топло добре дојде во Берово и секако градоначалникот ќе ги поздрави за Пехчево и плодна и успешна работа на денешната јавна расправа. Благодарам. Благодарам, градоначалник. На сите што сме онлайн може само да ни е криво што не сме денеска таму во тие убавини на Малешевијата за која што денеска ќе зборуваме. Сега би го повикал другиот домакин на денешниот настан, градоначалникот на општина Пехчево, господин Драган Тренчовски. Повелете.
Добро, навистина треба и да ви е криво затоа што не присуствувате во овие природни богатства кои ги нуди и Пехчево и Берово. Навистина поради тоа и не случајно се зафативме со иницијатива за прогласување на заштитено подрачје Малешево од причина што изобилува со прекрасни природни богатства кои навистина вредат да се посетат и многу значат не само за регионот, туку и за државата. Јас сакам најпрво да ги поздравам моите гости како домаќин, а тоа се државниот секретар Каја Шукова од Министерство за животна средина и просторно планирање, Маре Басова од Национални шуми, од Мете тука Деспина, други професорот Николчо, да не ги споменувам сите, значи поздрав до сите присутни во едукативниот центар за зачување на природата во село Негрево. Ги поздравувам и нашите комши, градоначалникот Пекевски, Маријана Шушлевска, мислам дека е таму, и други присутни кои се на денешнава јавна расправа. И навистина ви посакувам еден пријатен разговор, вклучување на сите оние кои што ќе дадат особен придонес во содавање на разни предлози и идеи за да може да се комплетираат во целосната студија која што треба да биде валоризирана, односно на крај треба да изведеме она најдоброто кое што за и двете општини, општина Пехчево и Берово, односно за целиот регион Малешевијата. На кратко само ќе кажам дека не случајно ја почнавме иницијативата и тоа цврсто заеднички со градоначалникот Пекевски, заради тоа што во координација со Пекевски заклучивме дека не можеме како две мали општини поединечно да настапуваме и треба навистина да имаме заеднички крупни проекти кои ќе значат развој за целиот регион, а со тоа се разбира и благотет да почувствуваат сите наши сограѓани и во Пехчево и во Берово. Затоа од особено значење е заштитеното подрачје Малешево, кое што изворишниот дел буквално на река Брегалница е од Потченгино кале на 1600 надморска висина, така да сметам дека сите добро знаат и за заштитеното подрачје, мислам за инсектојадото растение Дросера ротундифолија, која што е само на територија на Пехчево, го нема на друга територија во државата и на Балканот. Да не споменувам за други богатства кои ги има и ги нуди овој регион, затоа што навистина се во голем број, а тоа можете да го видите во студијата која што ќе биде подоцна презентирана. На крај само да кажам дека заштитените подрачја нудат многу бенефит за нашите граѓани и за општината, а тоа е брендирани локални производи за нашето население, се разбира овде влегува и заштитената биолошка разновидност и многу други бенефити, а еден од најголемите бенефити е развојот на туризмот во кој што навистина максимално вложуваме во минатиот период, а ќе вложуваме и во иднина. Сакам да ви се заблагодарам на присуството и ви посакувам пријатен престој во Негрево. Благодарам. Ви благодарам и вам, градоначалник. Сега значи продолжуваме со обраќање од представникот на институцијата која што ќе биде одговорна за управување на ова заштитено подрачје. Значи тоа е институција која што до сега безброј пати покажала дека поседува капацитет за управување со вакво подрачје, од база на претходното искуство. И ја повикам тука госпоѓа Маре Басова, помошник директор во јавното предпријатие Национални шуми, од секторот за одгледување, подигање, екологија и лов. Поверете. Почитувани представници, добар ден. Мило ми е што сум денеска дел од во име на јавното предпријатие од овој многу значаен настан. Почитувани представници од Министерство за животна средина, почитувани градоначалници, почитувани представници на државни, владини и невладини организации, почитувани онлайн корисници. Јавното предпријатие Национални шуми во 2020 година заедно со дел од овие институции се разбира во сосема друг состав, бидејќи се работеше за друг предел, друго подрачје. Осогово почнавме една постапка за прогласување на после долги години првото поголемо заштитено подрачје, тоа беше прогласување на дел на Осоговските планини за заштитено подрачје. Со одлука на влада во ноември 2020 година тоа беше прогласено за заштитено подрачје во пета категорија заштитен предел, а ние како јавно предпријатие бевме назначени за управувач на ова заштитено подрачје. 2020 година, заедно исто со овој тим од институции владини и невладини, почнавме нова постапка за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје, исто во пета категорија заштитен предел.
И владата на Република Северна Македонија во јули месец ја прифати нашата иницијатива и донесе нацрт одлука по која што денеска и расправаме за прогласување на дел од Малешево за прогласување на заштитено подрачје во пета категорија заштитен предел. За нас како јавно предпријатие ова представува огромна чест и доверба. Од друга страна представува огромна одговорност, меѓутоа и можност да покажеме дека ние како јавно предпријатие сме на вистинскиот курс, односно ги следиме европските и светските трендови за заштита на природата, односно за заштита на целокупната природа, а не само поединечно на ресурсот шума. Управувањето на заштитеното подрачје ќе го вршиме интегрирано, тоа го кажав и на Осогово, го повторувам и сега. Значи, при изготвување на нашите акти, кои што треба да ги донесеме според Законот за природа, ќе формираме тело за управување на заштитеното подрачје, научен совет, совет на засегнати страни, во кој што е планирано да учествуваат сите засегнати страни во подрачјето кое што е предлог сега за заштитен предел и на тој начин заеднички да носиме одлуки, да даваме предлози и решенија за сите проблеми и можности кои што ги нуди ова подрачје. Истражувањата на експертите се дадени во студијата за валоризација и тие покажуваат дека ова подрачје изобилува со голем број на природни убавини и реткости кои што се значени не само за локалното население, за државата, туку имаат и според меѓународните конвенции огромно значење, меѓународно значење. Сите овие хидролошки, биолошки, геоморфолошки убавини се дадени во студијата за валоризација, тоа покасно ќе го искажат експертите со презентирање на студијата за валоризација. Меѓутоа, едно нешто што сакам да кажам е дека ние како управувач ќе настојуваме да со активностите и сите акти кои што ќе ги носиме и ќе ги преземаме, сите решенија ќе бидат во насока на намалување на негативното влијание на човекот врз природата, односно да не ја оставиме природата сама по себе да се заштитува, туку ние како управувач заедно со сите засегнати страни да овозможиме заштита на сите природни ресурси, на геолошки, морфолошки, биолошки и да ги зачуваме сите тие карактеристики кои што се всушност и причина за предлог на ова заштитено подрачје. Исто така сакам да истакнам дека студијата покажува дека долгогодишната интеракција меѓу луѓето и природата овде созделе посебни карактеристични мозаици кои што се карактеристични само за овој предел од државата. На крајот сакам да кажам дека јас како индивидуа посебно ми е чест и задоволство што можам да дадам сопствен допринос. Се надевам за прогласување на ова заштитено подрачје, затоа што јас потекнувам од овој регион, ги имам искусено, имам живеено во овие природни убавини и целта за заштита на овој предел ќе биде токму тоа, да ја заштитиме природата и да ја оставиме младите идни генерации да уживаат во неа. Ви благодарам. Благодарам за овие зборови. Значи, институцијата Јавно предпријатие за национални шуми, освен докажаниот институционален капацитет, јасно е и не само од ова, него и од претходните постапки, дека покажува една голема спремност и ентузијазам за континуирано вклучување на локалното население, не само во овој процес на јавната расправа, туку и понатака во донесување на менеджмент планот, кој што во рок од една година треба да го донесе ова институција. Сите знаеме за природните убавини на Малешевијата. Значи, тоа мислам дека и децата го знаат кај нас. Меѓутоа, доколку се прочита студијата за валоризација на природните вредности за Малешевските планини и Влајна, со предлог за формирање заштитен предел, мислам дека овој регион уште повеќе ќе го засакаме. Студијата е изработена од страна на Македонското еколошко друштво МЕД, во рамки на програмата за чување на природата, како и целата кампања што е организирана, со учество на вкупно 38 научници и стручни лица. И сега со нас тука е професорот Славчо Христоски, кој што накратко ќе има прилика околу 25 минути да ни ги представи природните вредности, категоријата на заштита, предлог границите и предлог зоните на заштитениот предел Малешевија.
Поверете, со една презентација. Благодарам, се надевам дека се слушаме. Така? Се надевам дека се е во ред. Дали ме слушате? Да, добро. Аха, добро, се извинувам. Најнапред би сакал да ги поздравам заинтересираните присутни, граѓаните од општините Берово и Пехчево, кои се присутни на настанот или се приклучени онлайн. Но исто така ги поздравувам и сите оние представници кои беа спомнати од нашиот модератор, односно представниците на министерствата, јавните институции и особено нашите домаќини, градоначалниците на Берово и Пехчево. Мојата презентација, која најавивте, е всушност презентација на студијата за валоризација, која во себе ги отсликува природните вредности пред се на подрачјето, за кое што спроведовме истражувања, но исто така и сите останати културни или други социоекономски вредности, категоријата на заштита, границите и зоните на заштитениот предел и така натаму. Предходните дискутанти изнесоа ставови кои апсолутно се поклопуваат и со моите лични ставови, така да нема да одвојувам време посебно на некоја моја лична дискусија, но само би сакал да кажам дека се надевам дека овој процес успешно ќе заврши, дека ќе добиеме уште едно, второ значајно заштитено подрачје во Источна Македонија, тоа ќе биде заштитениот предел Малешево. И ќе имаме можност на овој простор да ја видиме на дело онаа можност за соработка помеѓу општините, помеѓу јавното предпријатие Национални шуми и се разбира надлежните министерства со помош на експертската јавност, невладините организации, фондациите, финансиерите и така натаму. Идејата за воспоставување на заштитено подрачје на Малешевските планини и Влаина не е нова. Уште во просторниот план на регионалниот просторен план за Источна Македонија, изработен во 80-тите години, е предвидено воспоставување на заштитено подрачје на овој простор. Истото тоа е понатаму формализирано и потврдено во нашиот просторен план од 2000 година, односно студијата за природно наследство, а понатаму сите проекти кои се однесувале на заштита на природа, сериозно го земале предвид можноста за прогласување на заштитено подрачје на Малешевските планини и Влаина, па во репрезентативната мрежа од 2000 година е формализиран уште еден таков предлог. Исто така би сакал да напоменам дека Малешевските планини и Влаина, нели, соседната планина, кои создаваат една целина, се дел од нашата национална еколошка мрежа и бројни други национални, но и веќе меѓународни документи кои се однесуваат на заштитата на природата и пределската разновидност. Оваа студија, која е изработена од страна на 40 експерти од различни области, не се сите природњаци, навистина повеќето од нив беа биолози, но и географи, геолози беа вклучени, но и голем број луѓе кои се занимаваат со изучување на културните вредности, социоекономските аспекти, се разбира и некои други моменти. Сите тие заедно во соработка со локалните чинители и Министерството за животна средина стигнаа до еден формализиран предлог, односно формирање на заштитен предел Малешево, тоест заштитено подрачје од 5-та категорија. Зашто ќе зборуваме малце покасно што значи тоа заштитен предел, што е тоа категорија 5 и така натаму. Би сакал да напоменам дека иако ова подрачје го носи името Малеш, сепак не го опфаќа целиот Малешевски регион, туку само повисоките делови, особено оние кои се во близина на границата со Република Бугарија, каде што веќе е воспоставено, односно постои едно подрачје за заштита, односно Натура 2000 подрачје кое
е дел од Европската мрежа на заштитени подрачја. Така да ова нашето подрачје и она бугарското сочинуваат една многу важна целина за заштита на природата, но и за локален развој. Во однос на геоморфологијата на подрачјето, можеме да кажеме дека е таа навистина многу разновидна, со тоа што се издвојуваат барем 5 локалитети на овој простор кои имаат извонредно значење, како што е, например, самиот врв Ченгино Кале, кој е практично најисточната граница на нашата држава и иначе спаѓа формално и во друга временска зона на вистина само овој дел, каде што се наоѓаат и две повремени многу интересни езерца и се наоѓа извориштето се развира на реката Брегалница, нашата втора најдолга река, најголема лева притока на Вардар. Целото ова изворишно подрачје на реката Брегалница спротиводно од селото Абланица заедно со Пехчевските водопади се издвојува. Палеовулканската купа Буковиќ, односно тоа е еден мал планински масив, обележан со бројот 3 на картата. Локалитетот Кадиица, кој е всушност највисокиот врв во подрачјето, односно на планината Влаина, додека локалитетот Меловите помеѓу Црник и Паркач е надвор од предлогот за заштита. Што се однесува до биолошката разновидност, може многу надолго да се зборува, бидејќи најголем дел од студијата практично ја обработува неа. Меѓутоа, во оваа моја презентација тоа е сместено на само неколку слайдови, со цел да успеам да го задржам вашето внимание, да не навлегувам премногу во бројки. Она што го констатиравме е дека на Малешевските планини се наоѓаат огромен број на растителни и животински видови кои се дадени како преглед во оваа табела. Например, околу 400 видови растенија и сличен толкав број се евидентирани габи. Диатомелиски алги има околу 200, пеперутки 70 и редица други групи на безрбетници кои ги истражувавме, а од рбетниците можам да кажам дека на просторот се среќаваат 8 видови риби, 11 видови водоземци, 16 видови влекачи, дури 116 видови птици и 43 видови цицачи. Како и во секоја друга студија за валоризација, се врши вреднување на биолошката разновидност според наши национални критериуми и според меѓународни некои стандарди. Од типот на присутност на ендемични, на реликтни видови, видови кои се наоѓаат на нашите листи на заштитени или строго заштитени видови, меѓутоа и бројни меѓународни критериуми како што се црвената листа на IUCN, Бернската конвенција, Хабитат директивата на Европската унија и така натаму и евидентирано едно зачудувачко разнообразие на значајни видови кои се исто така поместени во оваа табела која се надевам имате можност во моментот да ја видите. Например, околу 40 видови растенија се сметаат за значајни, 60 на видови габи, 90 на видови птици, сите водоземци и влекачи, дури 6 видови риби и така натаму. Сите овие значајни видови во тек на нашите теренски истражувања беа точно мапирани и тие податоци понатаму беа искористени за изработка на вакви карти. Овие карти, ќе видите понатаму, ни користеа за дефинирање на границите на подрачјето и неговото зонирање. Значи, ова се карти на кои што е представено распространувањето на значајните видови растенија и живот. Покрај дивите видови растенија и животни, во рамките на истражувањето беа опфатени и земјоделските култури, односно така наречената агробиолошка разновидност. Повторно, евидентирано е енормно голема разновидност, особено во помеѓу растителните култури. Без разлика дали станува збор за градинарски, пољоделски или овошни култури. Импресивна е биолошката разновидност на стари сорти круши, например, во регионот, кои сите добиле
некакви различни имиња како Бартаклија, Водник, Горица, Грмјак, Дрвењак и така натаму. За разлика од растителниот агродиверзитет, во овој анималниот, тоест во помеѓу расите на одгледувани животни, не можеме да истакнеме дека на подрачјето има премногу високи такви вредности, односно тоа значи дека на овие аспекти треба понатаму да се работи, односно старите раси, овци, говеда и така натаму да се вратат во просторот преку разноразни стимулации и субвенции, се надевам, од страна на државата или од разни други извори. Со цел нели да се заокружи сликата на високата биолошка разновидност на овој простор. Една од работите која обработува студијата е разновидноста на екосистемите, значи изработена е посебна карта за 9 природни и полуприродни екосистеми кои се среќаваат на овој простор. Она што е важно од овдека и може да се види е доминацијата на шумите, шумската вегетација на овој простор, односно листопадни шуми со околу 62%, зимзелени шуми со уште 18% и односно шумската вегетација зафаќа над 80% од предложеното подрачје за заштита. Остатокот се однесува на планински, тревести или грмушести екосистеми. Една од работите која е многу важна, особено заради нашата аспирација за членство во Европската Унија, е проценка на разновидноста на живеалиштата, тоест хабитатите и нивната валоризација. Во моментов можам слободно да кажам дека Малешевските планини, односно ова заштитено подрачје Малешево, е најподготвената планина за влез во Европската Унија, барем кога станува збор за овие критериуми од аспект на природата. Бидејќи во овој момент многу добро ги познаваме сите значајни живеалишта, односно хабитати таму кои се среќаваат, а се во исто време од значење и за Европската Унија, што е нели дефинирано со Европската директива за живеалишта или популарната хабитат директива. Констатиравме вкупно 16 различни живеалишта кои се од значење за Европската Унија, од кои 3 имаат приоритет за заштита. Значи, за кои се неопходни мерки активни за заштита и прогласување на Натура 2000 подрачја според хабитат директивата. Тоа се овие 3 хабитати кои ги гледаме означени со црвено, кои формално си имаат некои своји кодови, како на пример 6220, тоа се псевдостепи со треви едногодишни растенија или просто кажано оние ридски или предпланински пасишта кои брзо пожолтуваат уште пред почетокот на летото, бидејќи се населени од едногодишни растенија. Нешто што е ексклузивитет за Малешевските планини и за Осоговските, се разбира, е појавата на шумските тресетишта, за кои што исто така водевме посебна сметка, и алувијални, односно крајречни шуми со Евла и со Јасен. Подрачјето е предложено во категорија 5, односно заштитен предел, токму заради високата разновидност на предели, не само како бројка на пределски типови кои се среќаваат, туку и заради самата структура и разновидност внатре во самите предели. Во подрачјето Малешево се наоѓаат 4 пределни групи, меѓутоа во предложеното подрачје доминира пределот на мешани шуми, значи листопадни и иглолистни шуми, кои се од различен тип, различни типови на дабови шуми, букови шуми во различни зони, кои се мешани со црнбор, со белбор, а на поединечни места се јавуваат нели и ела и смрча, како што ќе слушнеме понатаму. Културното наследство исто така евидентирано во студијата за валоризација. Она што е за посебно истакнување се некои археолошки наоѓалишта кои се
евидентирани и мапирани, можноста за присуството на населбата равен, односно средновековен крижевен центар, каде што светите браќа Кирил и Методий ја создале глаголицата, например, за кои е потребно спроведување на дополнителни истражувања, еден археолошки локалитет кај Рамна река. Но не помалку значајни се културните вредности кои и денеска постојат и се практикуваат, тоа се оние етнолошки карактеристики, практикување на обичаи, манифестации и така натаму во овој регион. Во креирањето на предлогот за заштитено подрачје секогаш се земаат предвид и разноразни стопански активности и се разбира инфраструктурата. За сите овие аспекти ние изработивме посебни анализи и посебни карти, како што е, например, представувањето на патната инфраструктура, моменталната состојба, потребите за развој и поврзувањето помеѓу општините, селата, но и поврзувањето со нашиот источен сосед, енергетската, телекомуникацијската инфраструктура, сите оние други аспекти, како што се шумарството, се посебно обработени, анализирани, потребите или активностите кои се одвиваат од аспект на лов, на риболов, користење на други шумски производи, односно собирање на габи, чаеви и други медицински растенија, водните ресурси, минералните суровини се посебно проценувани и анализирани заедно со оние навестувања за издавање на различни концесии за нивно искористување и многу внимание е посветено на потребите за развојот на туризам и рекреација на овој простор, што се надевам дека покрај заштитата на природата ќе биде втората главна гранка која ќе се развива во рамките на ова подрачје и се разбира во поширокиот регион, заедно или поддржано од сточарството или и полјоделството се разбира. Во тек на формулирањето на предлогот за формирање на заштитено подрачје бе одржани бројни средби и можам да кажам дека оној модел кој беше спроведен за Осоговските планини, а се покажа успешен, во овој случај беше почитуван, па дури можам да кажам и надграден, односно од искуството од Осоговските планини. Во случајот со Малешевските спроведовме уште по ефикасен, би рекол, и посеопфатен процес на комуникација со сите засегнати страни од разноразни сектори, како што се шумарство, води, сточарство, туризам и така натаму и така натаму. Бидејќи нема многу време на располагање, ќе морам малку да побрзам, односно да ви го представам самиот предлог, до кој што стигнавме низ од прилика 10 чекори, значи истражување, валоризација, картирање, она што го видовте досега, социоекономската анализа и така натаму, но и чекори кои следуваа после тој процес, како што се дефинирање на јадрови подрачја, односно најзначајни подрачја од аспект на природата, но многу внимание посветивме на вклопување на интересите и потребите на локалното население, потребите за идниот развој, и сето тоа ни овозможи дефинирање на предлог, граници и зони на подрачјето, дефинирање на категоријата за заштита и се разбира целите на управување, што резултираше со еден дефиниран модел за управување. Како што кажа нашиот модератор, не треба да заборавиме дека после оваа постапка следува изработка на планот за управување во кој што се надевам дека сите заедно ќе придонесеме и ќе можеме сите овие наши цели или визии за заштита да ги ставиме на хартија и да добиеме едно успешно управувано подрачје. Формалниот предлог за заштитениот предел Малешево вика дека тоа е подрачје кое ќе опфаќа 11.461 хектар и е поделено на 3 зони, како што налага нашиот закон за заштита на природата. Зоната за строга заштита, која е зона со најстрог режим, да речеме, на заштита, опфаќа 520 хектари или 4,4
54% се извинувам. Зоната за активно управување опфаќа 723 хектари, односно 6,31%, и зоната за одржливо користење, таа е најголема, зафаќа скоро 90%, значи остатокот од подрачјето или 10.220 хектари вкупно. Сосема накратко ќе ги посетиме, да се изразам така, сите зони кои се овдека предложени. Зоната за строга заштита, каде што би требало оние заштитарски активности, заштитата на природата да биде приоритет, и таму се среќаваат најрепрезентативните живеалишта од типот на пасишта, шуми, посебни геоморфолошки локалитети или така натаму, и вкупно се дефинирани 14 помалечки локалитети во рамките на зоната за строга заштита, од кои најмалиот Бојчова ливада е 1,3 хектари, а најголемите се Пехчевска река и изворите на Брегалница од 116 и 107 хектари. Значи станува збор за 14 помали делови кои се распрснати низ просторот, меѓу себе не се премногу и поврзани. Кадиица се највисоките делови на планината Влаина, каде што има голем број ендемични видови, високопланински пасишта. Трешчен камен исто така на планината Влаина се одликува со присуство на влажни живеалишта, односно до тресетишта, и голем број видови кои таму си обезбедуваат свој опстанок. Дел од нив се ендемични, но има и видови кои се наоѓаат на оние меѓународни листи за заштита. Ексклузивитет на во регионот и во заштитеното подрачје се Еленското блато и зоната за строга заштита околу Пехчевска река, каде што се среќава ова познатото инсектојадно, односно карниворно растение Дрозера ротундифолија, односно муволовката, заедно со редица други значајни животински видови. Требомирска река и Крива река се простори во кои што се наоѓаат девствени или добро зачувани шумски екосистеми, главно од бука и црнбор или бука и белбор, по течењето на, да речеме, на реките. Бојчова ливада е еден мал локалитет со состојна од планинска, односно горска врба, Мљачанска река, исто така се зачувани шумски екосистеми со присуство на различни меѓународно значајни видови, инсекти, птици и така натаму. Зоната за строга заштита наречена Ченгино Кале на највисокиот дел па на Малешевските планини, каде што се наоѓаат оние веќе споменати мали езерца наречени Орлови очи, изворишните делови на Брегалница со влажни живеалишта и планински пасишта се поместени во една од зоните за строги за заштита. Пецов Чукар, каде што е повторно еден зачуван буков екосистем, еден од најзначајните локалитети на Малешевските планини, тоа е локалитетот Мурите, во кој се среќава една многу интересна мешана заедница од нашата македонска ела, од буката, белбор и смрчата, што е единствено наоѓалиште во источниот дел на нашата држава. Амбариска река, Заменичка река се исто така делови од овие делови од зоната за строга заштита, кои се повторно репрезенти на шумските екосистеми, речни екосистеми во долините и така натаму, со редица значајни видови. Зоната за активно управување опфаќа 6%, тоа се зони кои се формирани околу овие помалечките зони за строга заштита и служат за унапредување, односно подобрување на состојбата со екосистемите кои таму се наоѓаат. Зоната за одржливо користење е најголемиот дел од подрачјето, 89, односно скоро 90% од подрачјето, тоа е таа зона во која што ќе треба да се практикуваат сите оние активности за развој на туризам, различни активности од сточарството, земјоделието и развој на инфраструктура се разбира како поддршка на идниот развој
на подрачјето, се во рамките на она мото за одржливо искористување на природните ресурси. Категоријата 5 заштитен предел, како што слушнавме, е популарна во последно време во нашата држава, бидејќи и Осоговските планини и водно беа прогласени во оваа категорија. Мислењето на експертскиот тим, се разбира, локалните чинители и така натаму, беше дека навистина оваа категорија заштитен предел најдобро ги отсликува природните вредности на подрачјето, се разбира со придружните културни и социоекономски вредности, но и визиите за неговиот иден развој. Заштитен предел е всушност подрачје во кое што е изразена интеракцијата на луѓето со природата, која создава поинакви, значи еколошки, биолошки, културни и други вредности во просторот. Не само чисто природни, не само културни вредности, туку представува еден избалансиран микс помеѓу овие две работи, со што подрачјето задобива сосема поинаков карактер, односно добива пределски вредности. И за чувањето на оваа интеракција ќе треба да биде една од целите на управување во идното заштитено подрачје, односно традиционалното управување со шумите, традиционалното сточарство, одгледувањето на растителните култури, практикувањето на различни типови на туризам и сето тоа е дел од таа пределска разновидност. Покрај овие главни цели ќе треба да го задржиме оној мозаичен карактер во пределот, но и да се спречат некои деградирачки активности кои евентуално таму може да се одвиваат, а во моментов можеме да кажеме слободно дека освен некои мали хидроцентрали, можни концесии за искористување на природни ресурси, такви активности во просторот и нема. Сите овие цели ќе ни овозможат создавање на услови за социоекономски развој во руралните средини, односно во предметните општини. Во тек на оваа комуникација со засегнатите страни беа вклучени бројни институции, од кои што на крајот на краиштата како институции со највисок капацитет и со најголем интерес за заштита и развој на подрачјето ги детектиравме јавното претпријатие Национални шуми и се разбира локалните самоуправи во општините Берово и Пехчево. Заради таквата ситуација нормално беше дека помеѓу овие засегнати страни ќе се бара идниот управувач на заштитеното подрачје. Но заради изразената подготвеност и се разбира највисокиот капацитет за управување на заштитеното подрачје, на крај беше заклучено дека јавното претпријатие Национални шуми преку секторот за одгледување, подегање, екологија и лов, односно одделението за заштитени подрачја, ќе биде институцијата која ќе раководи со подрачјето, ќе биде управувач и ќе го формира телото за управување со заштитениот предел Малешево. Се разбира, во идното управување на подрачјето значајна улога ќе има научната фела, односно научните работници и стручните лица од различни области, но уште повеќе советот на засегнати страни во кој што значајно место ќе имаат општините Берово, Пехчево, нивните јавни претпријатија, асоциацијата на приватни собственици на шуми, која е многу значајна за Малешевскиот регион, како што ни е на сите познато, представници на локалните здруженија и локалното население. Се надевам дека ова ќе биде навистина добар модел кој ќе функционира добро, ќе ги искористи можностите за финансирање и за понатамошен развој на подрачјето, се со цел за зголемен економски бенефит на локалното население пред себе рекол и за заштита на природата, односно биолошката и пределската разновидност.
Ви благодарам на вниманието и се извинувам што ви одзедов некоја минутка повеќе од предвиденото. Благодарам, професоре. Мислам дека не одземавте нешто многу повеќе од времето. Беа спомнати доста импресивни податоци. 116 видови риби, од кои 90 значајни. 43 птици, од кои птици. Риби беа 8, од кои 6 значајни. Да. Птица 33, 29. Ја тука гледам 43 учесници, од кои сите исклучително значајни. Се сложува. И плюс имаме учесници директно во Пекчево и во Берово. Значи, што е добра гаранција по тоа за добра дискусија. Некој од нив денеска се прв пат овде со нас, но некој од нив, голем дел од нив биле вклучени во самиот процес, целата постапка за прогласување на делот Малешево за заштитено подрачје. Затоа, за самата постапка и процесот кој што се одвиваше за да дојдеме денеска каде што сме, до оваа нацрт одлука, повеќе ни каже магистер Сашко Јорданов, раководител на Оделение за заштита на природното наследство и Натура 2000 при Министерство за животна средина и просторно планирање. Повели, Сашко. Добар ден и од моја страна. Благодарам, господине модератор. Се надевам дека, како што одат работите досега, имаме доста успешна јавна расправа и покрај околностите што таа ја држиме на еден хибриден начин. Најнапред би сакал да изразам благодарност и за посветеноста на државниот секретар во Министерство за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, градоначалниците на општина Пехчево и Берово, јавното претпријатие Македонски шуми, Фармахем, Македонско еколошко друштво и секако Швајцарска агенција за развој и сработка, кои секој на свој начин придонесоа заедно со Министерство за животна средина и просторно планирање да стигнеме до овој степен до кој што сме сега и да се обидеме овој процес да го завршиме успешно, со што процентот на заштитени подрачја на ниво на државата ќе го зголемиме некаде за околу 0,5%. Верувате дека процесот на прогласување на заштитени подрачја не е едноставен и самиот процес е доста сложен и комплексен и бара вклучување на голем број засегнати страни и понекогаш, како што каже колегата Славчо, бара одредени процеси на усогласување. Ние се наоѓаме во фаза кога ја одржуваме оваа јавна расправа, се со цел да ги сослушаме сите засегнати страни и да ги разгледаме сите сугестии и забелешки кои евентуално ќе бидат дадени. За вредностите на Малешево беше доволно зборувано, јас не би сакал да се повторувам, сепак станува збор за еден многу значаен предел кој што во себе вклучува, како што видовме, многу големи богатства на биодиверзитетот, секако и геодиверзитетот, и не случајно Министерство за животна средина и просторно планирање отпочна постапка врз основа на студијата за валоризација, што беше подготвена од страна на Македонско еколошко друштво. Паралелно со овој процес, дел од Малешевските планини веќе се идентификувани како потенцијално подрачје за Натура 2000, нешто што му дава дополнителна вредност на овој регион. За тоа прашање малку покасно би изборувал. Се надам дека во рамките на расположливото време ќе се обидам да ги пренесам информациите кои се однесуваат на досегашната постапка, но и да го представам актот за прогласување. Тоа е нацрт одлуката за прогласување на делот Малешево за заштитено подрачје во категорија 5, односно заштитен предел. Прво би кажал само дека согласно Законот за заштита на природа, Законот за заштита на природа всушност е основниот правен акт со кој што се уредува заштита на природата преку заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство во заштитените подрачја и надвор од нив. Системот на заштитени подрачја се воспоставува заради заштита на биолошката разновидност во рамките на природните живеалишта и процесите кои се случуваат во природата, како и абиотските карактеристики и пределската разновидност. Назначено е што со прогласување на едно подрачје за заштитено, тоа се стекнува со статус на природно наследство и ужива заштита во согласно со Законот за заштита на природата и секундарната легислатива која што е донесена врз основа на овој закон. Би ги кажал повторно категориите на заштитени подрачја. Тоа се категории на заштитени подрачја кои што се воспоставени во согласно со Законот за заштита на природа и се усогласени со категоризацијата на заштитени подрачја согласно категоризацијата на прифатена од страна на Светската унија за заштита на природа или IUCN,
каде што гледаме дека петата категорија е всушност заштитен предел. И сега согласно Законот за заштита на природа, согласно член 92 став 2, оваа категорија 5 заштитен предел се прогласува за заштитено подрачје од страна на владата на Република Северна Македонија, значи имаме само владина процедура. Досегашните активности за прогласување на делот Малешево датираат поодамна, како што спомна колегата Славчо Христовски. Ви кажал дека Советот за развој на Источно-плански регион уште од 2018 година даде согласност за отпочнување на постапка за прогласување на заштитени подрачја од Соговски планини Ченгино Кале. Согласно член 92 став 5 од Закон за заштита на природата и правилникот за содржината на студијата за валоризација и ревалоризација на заштитени подрачја од 2012 година, за оправданоста од прогласување на делот Малешево заштитено подрачје беше изготвена студија за валоризација на природните вредности на Малешевските планини и Влајна со предлог за формирање на заштитен предел. Студијата изготвена и предадена во Министерството заклучно со март 2021 година, изготвена од страна на Македонското еколошко друштво од Скопје во рамки на програмата за зачување на природата, фаза 2, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран со Фармакем од Скопје и во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, кој е главен корисник на проектот и корисник на резултатите од проектот. Инаку иницијативата за прогласување на заштитено подрачје Малешево е подкрепена со одлука за давање согласност за отпочнување на процедурата за прогласување на заштитено подрачје Малешево, донесена од страна на Советот на општина Берово и општина Пешево и одлуката за прифаќање всушност на студијата за валоризација од страна на двете општини, така да по ова доставена иницијатива до Министерството за животна средина од страна на двете општини, заедно со студијата за валоризација, Министерството за животна средина изготви информација за потребата од прогласување на Малешево заштитено подрачје во категорија 5 заштитен предел и воедно изготви одлуката за прифатливоста на предлогот за прогласување на делот Малешево за заштитено подрачје во категорија 5 заштитен предел. По добивање на мислење од релевантните државни институции, владата на Министерството за животна средина ја доставила информација заедно со одлуката за прифатливоста до владата на Република Северна Македонија, која ја прифати одлуката за прифатливоста и го задолжи Министерството да ја продолжи постапката, да одржи јавна расправа и да го изготви конечниот акт за прогласување на Малешево за заштитено подрачје. Согласно член 95 став 1 од Законот за заштита на природата, Министерството за животна средина и просторно планирање, значи побара и обезбеди позитивно мислење на Националниот совет за заштита на природа, кој што е формиран во согласно со Законот за заштита на природа, кој позитивно се изрази во однос на предлогот за прогласување на заштитено подрачје Малешево во категорија 5 заштитен предел. Потоа владата на, како што реков, на 87-та седница спомнав дека ја прифати одлуката и го задолжи Министерството да спроведе јавна расправа и да ја продолжи постапката. Значи, во меѓувреме Министерството за животна средина ја изготви нацрт одлуката за прогласување на делот Малешево заштитено подрачје, таа беше објавена на единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија, на веб страната која што е поставена и на веб страната на Министерството за животна средина за добивање на коментари, забелешки и консултации со засегнатите страни. Така што сега се наоѓаме значи во фаза на јавна расправа и согласно Закон за заштита на природата, всушност таа јавна расправа ние ја спроведуваме се со цел вклучување на јавноста и транспарентност во постапката за прогласување на Малешево заштитено подрачје, која за жал поради COVID-19 се спроведува преку Zoom платформата, а еден дел и со физичко присуство во општините Берово и Пехчево. Со така што локалното население може да ја следи и учествува во јавната расправа преку видео бим нели со презентации. Она што е најбитно е дека учесниците во јавната расправа во рок од 10 работни денови согласно Закон за заштита на природа може да достават забелешки по однос сугестии или предлози по предлог за прогласување на заштитено подрачје Малешево до Министерството за животна средина и просторно планирање на веб страната на Министерството. Исто така може да достават и по писмен пат на адресата на Министерството за животна средина и просторно планирање. Оно што следи понатаму е дека по спроведување на јавната расправа и разгледување на добиените предлози за белешки, Министерството за животна средина и просторно планирање ја изготвува предлог одлуката за прогласување на делот Малешево за заштитен предел и таа повторно се објавува на ЕНЕР и преку влада се испраќа во меѓуресорска консултација.
Потоа Министерството ја доставува предлог одлуката за прогласување на делот Малешево за заштитен предел заедно со извештај од јавната расправа до владата на Република Северна Македонија, која ја разгледува и усвојува, со што завршува постапката за прогласување на Малешево заштитено подрачје. Значи имаме постапка во која владата ја донесува одлуката за прогласување на делот Малешево за заштитено подрачје во категорија 5 заштитен предел. Само би сакал да напоменам дека во текот на процесот на донесување на оваа одлука за прогласување на Малешево заштитен предел се спроведува кампања од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Македонско еколошко друштво Фармахем и јавното претпријатие Национални шуми со цел да се запознаат засегнатите страни и локалното население. И основната порека на оваа кампања е да го заштитиме Малешево за идните генерации. Сега би се префалил на содржината на предлог одлуката за прогласување на делот Малешево за заштитен предел. Би кажале дека Малешево се прогласува за заштитен предел заради големата разновидност и богатство на биодиверзитетот, геодиверзитетот и хидролошките карактеристики, песечните, пределните и други вредности и убавини, за кои што доволно слушнавме во претходната презентација. Називот на заштитеното подрачје е заштитен предел Малешево, а категоријата, како што беше споменато, е 5 заштитен предел. Согласно Законот за заштита на природата, заштитниот предел е едно подрачје каде што интеракцијата на луѓето со природата со текот на времето создала предел со значени еколошки, биолошки, културни и други вредности, а тоа го поседува Малешево. Управувањето со пределите треба да обезбеди услови за опстанок на голем број живеалишти и видови од биолошката разновидност кои имаат меѓународен национален статус на заштита, кој што е како што е случајот со Малешево. И преку заштита на пределот ќе се врши преку преземање на активности за чување и одржување на значајните карактеристики и особините на пределот, произлезе од неговата конфигурација или од типот на човековата активност. За управување со заштитениот предел, субјектот за управување, согласно актот за прогласување, задолжен за вршење на работите за управување, изработува план за управување со заштитениот предел и годишна програма за заштита на природа. Значи, сакам да напоменам дека по завршување на постапката и донесување на одлуката од страна на владата за прогласување на Малешево за заштитен предел, субјектот за управување, во овој случај јавното претпријатие Национални шуми, преминува во постапка за изготвување на планот за управување и би сакал да напоменам дека во постапка на донесување на планот за управување, согласно Законот за заштита на природа, повторно се организира јавна расправа со сите засегнати страни од страна на јавното претпријатие Национални шуми во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, така да сите активности и сите забелешки, сугестии, поднос на планот за управување може да бидат дадени на таа јавна расправа, кога подетално ќе бидат образложени одредени прашања поврзани со управувањето во заштитеното подрачје. Инаку накратко да споменам, бидејќи тоа е дел од актот за прогласување, вкупната површина на Малешево како заштитен предел 11.460 хектари. Зоната се воспоставуваат 3 зони: зона на строга заштита, зона на активно управување и зона на одржливо користење. Гледаме дека најголем дел отпаѓа на зоната на одржливо користење, негде околу 89%, додека зоната за строга заштита и зоната за активно управување, кои всушност превуваат кор зони, зафаќаат нешто повеќе од 10% од заштитеното подрачје. Инаку, како што е споменато, останува со заштитениот предел Малешево да управува јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми, Национални шуми, со потполна одговорност Скопје, така е званично името на управувачот. Заради непосредна заштита на заштитениот предел Малешево, јавното претпријатие, согласно Закон за заштита природа, член 108, треба да основа чуварска служба. Планот за управување со заштитен предел Малешево се донесува од страна на јавното претпријатие Национални шуми како субјект за управување со заштитеното подрачје за период од 1 година од влегување во сила на оваа одлука. А до донесување на планот за управување, јавното претпријатие подготвува годишна програма за заштита на природата во рок од 3 месеци од денот во влегување во сила на оваа одлука. Тука се представени границите надворешни на заштитеното подрачје, видовме на кој начин и како е дојдено до овие граници, зонирањето на заштитеното подрачје за кое што колегата Славчо подетално образложи и е еден слайд во кој што сакам да малку прокоментирам за одредени прашања поврзани со концептот на заштитени подрачја. Ќе видите дека според податоците на еден европски проект Коперникус се прикажани подрачјата кои беа зафатени од пожарите
На другата страна десно се границите на идното заштитено подрачје заштите предел Малешево и границите за Натура 2000 подрачјето кои во голем дел се поклопуваат од оваа слика. Може да се види дека за среќа заштитеното подрачје и идентификуваното Натура 2000 подрачје не се зафатени од пожарите. Имајќи предвид дека со постапката за прогласување и воопшто прогласувањето на заштитеното подрачје ќе се воспостави соодветно управување и сите овие активности ќе се воспостави еден мониторинг на состојбата со природните вредности, живеалишта, видови, превенција од пожари. Може да се види колку е големото значење од воспоставување на едно вакво заштитено подрачје, каде што субјектот за управување ќе води поголема сметка и грижа за самото заштитено подрачје. Така да вакви несакани појави кои што беа во изминатиот период ќе бидат на некој начин соодветно превенирани не само од јавното предпријатие, туку во соработка со сите други државни релевантни органи. Само сакам да напоменам дека воспоставувањето на заштитено подрачје и неговото функционирање е од особена важност да не само во зголемување на процентот на заштитени подрачја на национално ниво, туку тоа има своевидно, да речеме, влијание и врз подигнување на стандардот и локалната економија на луѓето кои живеат во овој регион, бидејќи постоењето на заштитено подрачје на некој начин ги привлекува и донаторите да вложуваат во тоа заштитено подрачје, а имајќи предвид дека станува збор дека од другата страна веќе имаме заштитено подрачје Натура 2000 и како е многу значајно за унапредување на прекуграничната соработка со Република Бугарија. Секако сме на прав пат и мислам дека ќе имаме успеси во наредниот период. И примерот од Осогово веќе го реплицираме во Малешево, се надевам и во други заштитени подрачја на целата територија на државата. Благодарам на вниманието и се извинувам што малку бев подолг со мојата презентација. Благодарам, Славчо, за исцрпната презентација. Посебно бе интересни овие последниве слайдови каде што многу очигледно беше прикажано визуелно целото подрачје и добро е што за сега барем пожарите не се проширија на тоа место. Значи вака сега доаѓаме до делот каде што ќе треба да развиеме дискусија по нацрт одлуката. Интересно е кога, само да ве потсетам дека во просторот за пишани пораки ја има нацрт одлуката за оние кои што кои што не ја видели или сакаат да се потсетат за некои елементи за да можат полесно да коментираат. Интересно е што на англиски јавна расправа се вика public hearing, јавно слушање или јавно сослушување. А на македонски јавна расправа, повеќе некако тера на кај расправија. Ние да си водиме на македонски разговор, меѓутоа на ум да имаме англискиот превод, каде што е поважно значи да се има простор за дискусија и за сослушување на останатите. Би сакал само да нагласам вака заради протокол, значи технички како тоа ќе се одвива со оглед на специфичната ситуација. Прво, предимство ќе имаат оние кои што сакаат да се јават за збор преку Zoom. Значи, реков, со подигање на рака, секој што сака да се вклучи во разговор преку Zoom. Потоа ќе одиме по следниот приоритет. Одиме со општина Берово, па општина Пехчево. Оние кои што сака да дадат мислење, да не се појават на екранот, значи само во просторот за пишани пораки или чат, не знам како ќе му дојде точно преводот на македонски, значи може да го постават своето прашање или коментар и на крајот ќе одиме да ги одговараме, доколку некои се преклопуваат, значи ќе најдеме заеднички одговор за тие. Дали е во ред? Дали имаме некој заинтересиран да го скршим разот со прашање? Гледам веќе имаме 45 учесника електронски, онлайн. Имаме учесници на лице место. Јас ќе се трудам, значи да гледам да не пропуштам некој кој е заинтересиран да даде мислење. А тука и Кате од Фармахем да ми помогне. Електронски се уште не гледам подигната рака.
Дали е ситуацијата поинаква во општините? Секојаш првото прашање или коментар е најтежок. Тоа редовно се случува на сите јавни расправи. Еве, гледам, значи, уште еднаш да потсетам, значи, еве, гледам една подигната рака на екранот. Представете се прво, име, презиме, од која институција и повелете. Здраво, јас сум Горе Механџиски, представник од Сдруженијето за планински спортови, туризам и млади Pathfinders од Берово. Сведоци сме на експлоатација на дали на шуми, дали на пасишта или животински свет од не само во Малишевијата, туку и во целата држава или да кажеме на Балканот. Така да, мене како личност и како представник на здружение кое активно работи на таа тема, ме интересира како ќе се спроведува контролата и заштитата на тоа подрачје, бидејќи и сега има контрола, но контролата е реално многу слаба. Ви благодарам. Како ќе се спроведува контролата? Добро, благодарам за прашањето. Мислам според прашањето најсоодветно е тука да одговори представникот на јавно претпријатие Национално шуми како иден управувач. Аре Басова. Представникот за поставеното прашање, значи контролата, рековме дека ќе се воспостави со формирање на чуварска служба, таа ќе биде според стандардите и процедурите на Законот за природа и ќе овозможи целосна контрола на сите ресурси со кои што располага заштитеното подрачје, мислам предлог заштитеното подрачје, а шумите како најважен ресурс и со најголема застапеност во оваа подрачје ќе имаат посебно внимание и посебно ќе биде чуварската служба насочена кон тој дел. Добро, дали имаме други прашања? Или коментари? Дополнувања на она што го слушнавте оние презентации? Гледам Јасминка дава некои сигнали, дали тоа значи дека има заинтересиран? На екранот не гледам подигната рака. Знам дека во текот на самиот процес, дека многу работи се расчистија додека да дојдеме до овде. Имаше многу дискусии. Меѓутоа, добро е сега, иако реков, имате и 10 дена после ова да ги испратите вашите прашања. Но мислам дека денеска имаме големо учество и добро, доколку може да се одговори на некои од прашањата. Бројот на учесници онлайн, гледам, се зголемува. 45 учесници, 45 тивки учесници.
Гледам, добро. Имам две Нема тука коментари, меѓутоа во небрзаната дискусија заклучокот е штом нема прашања и коментари, значи досега се е убаво објаснет. Може би тоа е причината. Еве гледам јас две раце подигнати, значи имаме два коментари, што не го негира овој заклучок твоја Јасминка. Еве Сашко, да го повикнам. Добро, јас истото мислење го делам со Јасминка, би сакал само да надополнам дека доста беше кажано дека заштитеното подрачје како такво, иначе концептот и моделот на заштитени подрачја даваат можност за активно вклучување на засегнатите страни и особено дава можност за развој на екотуризмот, кој е многу значајна гранка и го гледам Малешево во тој аспект како можен значаен бренд. Секако заштитата на природата од една страна, но екотуризмот и така може да придонесе кон развојот на овој регион. Во таа насока очекувавме одредени коментари и прашања од учесниците кои го офаќаат ова област, па ако има некое прашање, ве стоиме на... Еве гледам, Војо Мирчовски, гледам има подигната рака да му дадеме збор. Добар ден на сите учесници. Јас би сакал да ги прашам изработувачите на студијата, зошто во студијата не е направена кост-бенефит анализа, да се види што се добива, што се губи со прогласувањето на дел, значи на оваа подрачје на делот Малешевија. Инаку јас сум професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добро, значи кост-бенефит анализа, прашање за професорот Славчо, претпоставувам. Навистина не би можел да одговорам конкретно на прашањето, но бидејќи не сум геолог од тој аспект и искористување на минерални суровини, претпоставувам за тоа беше прашањето повеќе насочено, но во сите овие аспекти се правени и tekako длабоки анализи. Во смисла проценети се минерални ресурси, нивната вредност од аспект на искористување, но и нивната природна вредност, се разбира она што ние сега потенцираме од аспект на заштита на природата. Понатаму проценета е вкупната биолошка и пределска вредност на просторите каде што се наоѓаат тие минерални суровини, а понатаму сите овие аспекти се дискутирани помеѓу заинтересираните страни. И знаете, во целиот овој процес кој транспарентно нели се одвива, главниот заклучок беше дека општините Берово и Пехчево својата визија ја темелат на одржлив економски развој кој ќе се базира на заштита на природата, развој на туризам, развој на традиционални стопански гранки во подрачјето, кои не секогаш одат рака под рака со проекти за интензивно, да речеме, искористување на минерални суровини, односно тешко се вклопуваат. Значи, практично насоката која е одбрана е ова. Тоа јас би можел еве да кажам, а гледам дека колегата Сашко би сакал да го дополни мојот одговор. Да. Јас само би напоменал и кажа во мојата презентација дека студијата за валоризација на Малешево е заедно со Влајна изготвена во согласно со правилникот за содржина на планови за содржина на студија за валоризација и ревалоризација, каде што има одредени поглавја по кои се работат овие студии. Така да во делот на социоекономската компонента е споменато ова што колегата Славчо го презентираше. Така да тоа би можел да одговорам сега накратко во оваа прилика. Вака, јас ги слушнав одговорите. На тој простор немаме ние само минерални суровини, значи имаме и шумско, значи имаме и шуми кои треба да се искористуваат. Понатаму имаме и водни ресурси кои исто така треба да се искористуваат. Значи не се однесува оваа анализа само на минералните суровини. Значи се што е вредно таму треба да се изанализира што ќе се добие ако се прогласи овој предел за заштитен, а што ќе се изгуби. Така да сметам дека треба тоа да се направи за да се види што понатаму. Дали тоа треба да се прогласува или да се даде некој друг правец на размислување.
Добро, значи коментарот и прашањето е многу легитимен и често пати е тема на разговор ваквите јавни расправи. И можеби некој сака, затоа што гледам дека имаме и друго прашање кое што може поврзано со ова. Јас само би сакал да потсетам кај дефиницијата за заштитен предел, каде што вика дека целта на заштитниот предел е да го сочува интегритетот на интеракцијата помеѓу луѓето и природата, која довела до создавање на специфични биолошки, еколошки, културни и други вредности. Значи, легитимен е некогаш стравот како, во кој степен ќе биде, дали ќе постои таа интеракција или во кој степен ќе биде, меѓутоа беше добро прикажано во презентациите која е целта на заштитниот предел. Секако, дека можеби денеска да имаме повеќе прашања отколку одговори за некои работи, меѓутоа е добро што се потегнува едно вако размислување. Гледам имаме напишано од Верица: како собственик на шума во локалитет Мурите сакам да поставам прашање. Повелете. Повелете, значи, или вклучете се, ако може да дадеме збор, да ја дозволиме да технички да може да се обрати на Верица. Да? Дали ме слушате прво? Малку сум. Да. Така, значи јас сум Верица, како собственик на шума во локалитетот Мурите. Ме интересира мене конкретно за моите парцели, да ги кажам јавно кои се, па да ми кажете дали влегуваат во заштитеното подрачје, под кои критериуми може да се користи, малку подетално образложение. Дали може да ги кажам јавно парцелите, па да ми дадете одговор? Вака сега, не знам дали ќе биде искрено тоа можно на оваа јавна расправа, затоа што фокусот треба да биде нацрт одлуката за прогласување на дел од Малешево заштитен предел. Не знам дали би, затоа што ако се фокусираме на индивидуални примери, мислам дека ќе одземе повеќе време. Значи, може на ова да ви се одговори накнадно, а сега би предложил да, ако имате некои прашања во однос на нацрт одлуката, на она што го зборувавме денес. Сигурен сум дека имате доста дилеми поединечни, но... Да, значи во тек сум, но површно сум во тек, не сум така детално во тек. Сакав ако можам да добиам поконкретен одговор, значи дали, нели, како што прочитав, има со ограничен пристап, па воопшто забрането пристап. Значи може подетално и општо да ни објасните, а кога ќе може да добиам поконкретен одговор, би сакала пак да може и дополнително да бидеме во контакт, не е проблем. Така, благодарам. Значи го имате мејлот што го испративме, го има, може и повторно да го нагласам. Може и повторно да го нагласам кај каната. Значи инфоеко, да го ставам ако не во чат мејлот, за да добиете поконкретни одговори кои што не можат сега, меѓутоа сега сепак да се фокусираме на оние прашања кои што ќе бидат од интерес на мнозинството, да не поставаме индивидуални прашања. Да, ви благодарам. Може благодарам и на вас, благодарам. Еве гледам коментар уште еден од Емил: го поддржувам професорот Мирчовски и барам да се изработи кост-бенефит анализа и да се достави на увид за сите аспекти, не само за рударството. Дали на ова некој би сакал да даде свој коментар? Доколку не сега, ќе се земе сигурно во предвид ова како коментар. Друго некој ново прашање?
Ние во правилата на почетокот, едно од правилата беше да не зборуваме повеќе од 3 минути. Не предвидовме да ставиме едно правило ако може да воопшто да зборуваме. Повелете, гледам микрофонот. Да, не знам дали се слушаме, јас сум Да, Деспина да. Китанова од Македонско еколошко друштво, дел од тимот изработувачи на студијата. Во однос на прашањата за користење на природните ресурси, можеби само треба да потенцираме дека во различните зони, нели, со различна градација е дозволено користење на природните ресурси од овој крај. Како што видовме, околу 90% од подрачјето всушност е во зоната за одржливо користење на зоната за одржливо користење во рамки или нова подрачје и согласно Законот за заштита на природа, кој што всушност оваа зона дозволува користење на ресурсите согласно постојните законски основи. Значи, ние зборуваме само за еден мал простор, околу 4,5% од територијата на ова подрачје е всушност ставено во зоната за строга заштита, каде што имаме навистина регулирано учество, нели, на човечки активности во самиот простор. Иако и во овие простори каде што имаме строга зона, например на околу Ченгино кале, врвот Ченгино кале, кој што всушност е дел од строгата зона, имаме пасиште каде што всушност се напасува стока. Значи, оние традиционални стопански активности може да се одвиваат, а во скоро и повеќе од 90% од подрачјето, значи може да се користат веќе регистрираните природни ресурси, шуми, пасишта, води. Во самото подрачје ќе подлежат на, нели, постојните законски основи и ќе се вклопат во самиот менеджмент план. Треба да потенцираме дека ние во самото заштитено подрачје имаме веќе мали хидроелектрани, имаме стопански единици од шумските стопанства кои што ќе продолжат да стопанисуваат со шумите, пасиштата и понатаму ќе се искористуваат. Значи, се со цел, нели, ова само да се прави на одржлив начин и да се зачуваат оние вредности во рамки на заштитениот предел Малешево во иднина. Во однос на кост-бенефит анализата, не знам и дали има смисла за тие 560 хектари каде што ќе биде забрането, всушност човечкото влијание, дали има потреба да се прави таква анализа. Тоа се претежно непристапни терени и терени кои што на вистина, нели, имаат приоритет од аспект на заштита на национално ниво. Видови за кои што ние сме обврзани или живеалишта да ги чуваме и да ги вклопиме во, нели, нашата мрежа на заштитени подрачја заради, нели, националното природно богатство. Добро, благодарам. Значи, во самиот одговор се гледа дека таа кост-бенефит анализа повеќе би била на страната на кост, на трошоци, отколку придобивки од самата анализа. Добро, еве, Сашко, повторно дига рака. Јас пак ќе се навратам и ќе повторам уште еднаш. Студијата за валоризација е изготвена согласно Законот за заштита природа и правилник за содржина на планови за управување, каде што има социоекономска анализа и е направено она согласно законската легислатива како што треба. Ние зборуваме за заштита на природа. Значи, ако 5% од подрачјето, како што спомна Деспина, оставаме под строга заштита, а дозволуваме на 90% да се одвиваат активностите како што се одвивале до денес, сметам дека треба да се обидеме барем во таа зона за строга заштита и активно управување да обезбедиме соодветна заштита согласно Законот за заштита на природата на живеалиштата и видовите. Значи немаме потреба да направиме кост анализа за зона на строга заштита и зона за активно управување, нити тоа ни е законска обврска согласно Законот за природа, нити по правилникот за содржина на студии и планови, содржина на студии за валоризација или ревалоризација. Тоа е дел од социоекономската анализа која е веќе направена. Врз основа на студијата е спроведена постапка за прогласување на заштитено подрачје и сега веќе сме во фаза на спроведување на јавна расправа. Секако ќе бидат разгледани забелешките што се дадени од страна, што беа посочени по однос на тоа прашање, но верувајте, зборуваме за заштита на природа. Значи, не зборуваме за делови кои што се однесуваат на користење на природата, него зборуваме за две зони кои што имаат друга цел и друга намера. Благодарам. Се надевам дека разјаснивме, значи, во однос на кост-бенефит анализата. Дали има друго прашање?
Ако нема други прашања, во уште еднаш да поставам, да не му одзееме некој шанса во последен момент, можеби, што се сетил? Нема прашања? Ако нема други прашања, јас на сите би ви се заблагодарил за присуството и за учеството. Најчесто споменуван збор, мислам дека денеска беше одржлив развој, одржливо управување со ресурсите. Има една африканска поговорка, вика, ако сакаш негде да стигнеш брзо, тргни сам. Ако сакаш да стигнеш далеку, оди заедно со другите. Значи, ова е целта на оваа јавна расправа, односно на ставање на дел од Малешевието за како заштитен предел, е да се стигне далеку на еден одржлив начин и за тоа како ќе биде важно вашето учество во тој процес, значи не завршува сега, него допрва ќе треба заедничко работење со цел одржливо одржување на овие ресурси со кои што ние сите располагаме. Ви благодарам уште еднаш за учеството.